Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека лидерот на Северна Кореја итар, но и Соединетите држави остануваат решени да ги отстранат нуклеарните закани од таа земја. Председателот Трамп во интервју за телевизиската мрежа CBS оцени дека Ким Џонг Ун е итар бидејќи успел да наметне својата власт и покрај младоста и амбициите на другите високо рангирани офицери во земјата. People are saying, is he sane? I have no idea. I can tell you this, and a lot of people don't like when I say it, but he was a young man of 26 or 27 when he took over from his father, when his father died. He's dealing with obviously very tough people, in particular the generals and others. And at a very young age, he was able to assume power. Трамп изрази уверување дека сигурно многумина сакаат да преземат власта од лидерот на Северна Кореја, но оти сепак Ким Џонг Ун успел да обстане, што значи дека бил итар. Говорејќи за севернокорејската ракетна и нуклеарна програма, тој изјави дека не е уверен оти таа земја поседувала, како што рече, многу добри ракети, но оти Соединетите држави, заедно со нивните сојузници во Азија и Кина, не смеат ни да дозволат да се случи тоа. Северна Кореја во саботата тестира балистичка ракета, но безуспешно. Поради овие проби, Пјонгјанг е под меѓународни санкции. Со поранешните резолуции на Обединетите нации е наложено на Северна Кореја да ги прекине нуклеарните активности и програмата за производство на балистички ракети. Инаку во интервјуто за CBS, Трамп повтори дека Кина би можело да го оркестрирала хакирањето на мејловите на Демократската партија за време на ланската председателска кампања. Тоа е спротивно на наводите на американските разузнавачи дека Русија стоела за овие хакирања. Трамп во интервју за телевизијата CBS всушност уште еднаш го повтори она што го тврдеше за време на дебатите со демократскиот ривал Хилари Клинтон. Тој пред неговата инаугурација за председател во јануари годинава беше брифиран од американските разузнавачи во врска со оваа прашање, пошто изјави: што се однесува до хакирањето, мислам дека тоа беше Русија.